Повторно започна изградбата на експресниот пат Градско Прилеп на првата делница од Градско до Дреново, откако претходно владата го раскина договорот со италијанската компанија Тирена Скави. Сега работите ги презеде австријски Штрабах. Инвестицијата е 24,7 милиони евра, од кои што 85% се обезбедени од ИПА фандовите. Должината на оваа делница е 15,5 километри. До сега вкупната изградба на патот е со 34,4%, што значи дека новиот изведувач има обврска да ги доизгради останатите 65%. Крајниот рок е месец јули 23 година, но моите очекувања се дека тој рок може да биде и порано и целиот објект да биде, и целиот автопат, односно експресен пат да биде завршен пред самиот рок. Наскоро се очекувало интензивирање на работите и на втората делница од Дреново до Фариш. И таму владата го раскина договорот со претходниот изведувач шпанската Рубау, а изведбата сега ја презеде кинеската Синохидро. И на овој дел се изградени само 35% од предвидената траса. И оваа траса се очекува да биде завршена во 2023. Незината должина е 10,2 км, а истата чини 31,8 милиони евра средства обезбедени од ЕБОР. Овој пат е еден од најзначајни патни правци во државата, каде што дневно поминуваат и над 6.000 возила од сите категории. И ние искрено се надеваме дека за 2 години ќе имаме модерен експресен пат по кој безбедно ќе се вози до сакана дестинација. Со изградбата на овој експресен пат, Пелагонискиот регион, граѓаните во Пелагонискиот регион, економијата ќе добијат најмногу. Јас мислам дека после изградбата на овој експресен пат, поинако ќе биде и економијата во Пелагонискиот регион, развојот воопшто, ќе се скрати време траењето на пристигнување од Прилеп до Скопје, а особено безбедноста на граѓаните кои што ќе патуваат од овој регион. Во подготовка била документацијата и за изградба на трета лента на претвар од Беловодица до каменоломот Маврово и проширување за уште една лента на потегот Леничка река до влезот на Прилеп. До крајот на 2021 се очекувало да се распише јавен повик за изградба на овој трет дел од експресниот пат.